Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Акционерското друштво Витаминка откупи нови сопствени акции. Станарите од зградите кај касарните со сопствена иницијатива и креативна идеја овозможија просторот околу континерите повеќе да не се користи за расфрлување на отпад. Вечерва на камената бина групата КНАП од 21 часот во рамките на проектот од нула до култура. Фондот за здравствено осигурување најави проширување на позитивната листа со нови терапии. Времето денеска сончево и топло со температура на 30 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Согласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Акционерското друштво Витаминка откупи нови сопствени акции. Од Витаминка, акционерско друштво Прилеп преку Македонска берза информираа дека компанијата се стекнала со нови сопствени акции. Имено друштвото се стекнало со 100% сопствени акции со откуп на 23.6.2026 година, што представува 0,13% од вкупниот број акции. Сега Витаминка поседува 3280 сопствени акции или 4,28% од вкупниот број на Витаминка. Станарите од зградата кај касарните со сопствена иницијатива и креативна идеја возможија просторот околу континерите, кој често беше неуреден и расфрлан со отпад, повеќе да не се користи за расфрлување на отпадот. По постојаното фрлање на отпад во нивните континери и надвор од нив, особено со габаритен отпад и постојаната слика за формирана мини депонија кој се создаваше речиси секојдневно, станарите од улица Васко Карангелески, зградите пред касарните, решија да го заштитат својот простор со креативна идеја. Како во западните европски земји, континерите сега се затворени. Станарите од оваа зграда се самоорганизираа и во неполна седмица никна така наречен еколошки остров кој ќе се користи пред зградата, а воедно ќе го спречи несовесното одлагање на отпад. Фондот за здравствено осигурување најави проширување на позитивната листа со нови терапии. Од следниот месец пациентите ќе имаат пристап до нови лекови преку позитивната листа, откако Фондот за здравствено осигурување најави вклучување на дополнителни антикоагулалните терапии кои досега за многумина представуваа значителен финансиски товар. Од јули на позитивната листа ќе се најдат Клексан, Фраксипаратин и други лекови кои се користат за спречување на згручување на крвта кај различни категории пациенти. Со проширување на позитивната листа, голем број пациенти ќе добијат полесни пристап до потребните лекови без дополнителни трошоци од сопствениот буџет. Групата КНАП вечерва ќе се најде на прилепската манифестација од нула до култура. Почетокот на настанот е во 21 часот, а групата КНАП ја сочинуваат една девојка и неколку момчиња кои едноставно обожаваат добра музика. За нив жанровите не се важни, од поп и рок до најголеми хитови кои ги знаете. Нивната единствена цел публиката да биде среќна, на нозе и да пее со нив. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло со температура до 35 степени Целзиусови. Во попладневните часови веќе се очекува изолирана појава на нестабилност проследена со дожд, грмежи и засилен ветар. За утре метеоролозите најавуваат слично време на денешното.
Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Јуни 2026.